Уредничкиот колегиум на Еден ТВ и собственикот на телевизијата Бојан Јовановски најостро ги осудуваат како што велат тие изнесените измислици и лаги од страна на бизнисменот Зоран Разманов, кажани на денешната пресконференција на која тој обвини дека од него бил побаран рекет од 50.000 евра или стан. Од уредничкиот колегиум Јовановски сметаат дека ваквите тврдења на Азманов се со цел да се спречи објавувањето на најавеното досие за валканите бизниси во градежниот бизнис во серијалот Македонски инсайдер, што од февруари ќе се емитува на Еден телевизија. Прашан да покаже докази за неговите тврдења, Азманов прво рече дека тоа се случило во телефонски разговор меѓу него и Јовановски, кој разговор, како што рече тој, за жал не го снимал. Исто така Азманов рече дека постои вибер комуникација, но истата не ја даде на увид на новинарите. Може ли да ни го дадете кај што ви вели дајте ми 50 евра? Не, да. Кој ќе молам бара пари? Со СМС порака. Добро, ако го имате Вие вибер, кажа во телефонски разговори ви го снимен. Да. А во телефонски разговор што не ви е снимен, така? Да. А на вибер комуникацијата нема таква работа. Не. На денешната пресконференција Азманов уште тврдеше дека никогаш и со никого немал контакт во финансиската полиција, која ја обвини дека нелегално давала документи на новинари, а во врска со неговата работа. Сте зборили со финансова полиција? Зборев, да, Со кого, што сте? Зборев со човек во финансова полиција, викам, дали, имате вие давано документација на Боки 13 и кој тоа давал документација и дали против мене се води некаква истрага. И ми рекоа дека никогаш не би смееле да имат документација, не би смееле да дадат, бидејќи тоа е најстрого забрането и тоа е кривично дело, и дека за мене не разбрал дека се води никаква истрага за мене. Кој е тој таму што се поправувате? Јас не би сакал ради да не му направам штета на човекот, али работи во финансова полиција и на висока функција. Азманов призна дека се заканувал на новинари на Еден ТВ и на главниот и одговорен уредник Ацо Кабранов. Јас се извинувам, еве и тоа што му испратив порака, се извинувам, во афект сум ја напишал таа порака, дека сите ќе ве решам, ама така сум напишал и ќе ви ја дадам пораката. Сите ќе ве решам по цена на живот. Меѓутоа, никаде не пишува дека ќе ве убијам. Азманов за криминал ги обвини и бизнисменот Ванчо Чифлиганец и поранешниот градоначалник на Скопската општина Аеродром Ивица Коневски. Што не објавено против вас стрелање? Објавена е. Што? Не читате на телопите и она што го кажуваат. Мислите на најавата за емисијата? Најавата за емисијата. Само кај мене има со име и презиме. Така? Само јас сум мафија, Чифлиганец не е мафија. Чифлиганец не е мафија, ради тоа што му плаќа донации и што му плаќа све. Што сум ја различен од Чифлиганец и од сите останати што градат? Точно ви е дека градоначалниците барат од вас, од градежниците барат станови за да ви дадат марки? Од мене ви се колнам во сите деца. Никој никогаш ништо. Едино Ивица Коневски бараше за МЗТ големи суми пари донации и сме ги плаќале. Што да правиме? Сите што градеа во аеродром, сите плаќаа за МЗТ тогаш. Реагира и од Сдруженијето на новинари на Македонија. Од таму најостро ја осудија заканата за убиство упатена кон новинарите и уредникот на Еден ТВ Ацо Кабранов од страна на бизнисменот Зоран Азманов. Овие закани представуваат брутално кршење на правата на новинарите и обид за цензура во медиумите кои се обидуваат критички да обсервираат работата на бизнис заедницата. Бараме од Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство на Македонија активно да го следат овој инцидент во насока на брза разрешница. Повторно подсетуваме дека доколку граѓаните сметаат дека медиумите известуваат непрофесионално, на располагање ги имаат Советот на честа при ЗНМ, како и Советот за етика во медиумите. Од уредничкиот колегиум на Еден ТВ ги повикуваат надлежните институции да ги испитаат сите изнесени тврдења од страна на Азманов, а собственикот Јовановски најави тужба за клевета против него. Од телевизијата уште велат дека непристојните понуди за подкуп ќе бидат одбивани, затоа што серијалот Македонски инсайдер е лиценциран формат кој се работи по точно утврдени стандарди.